Приоритет за Македонија е обновување на политичкиот диалог и враќање на опозицијата во парламентот, изјави словенечкиот министр за надворешни работи Самуел Жбогар по денешната средба во Скопје со неговиот колега Антонио Милошевски. Жбогар порача дека опозицијата и власта треба да се договорат да се врати политичкиот диалог таму каде што му е местото, а тоа е парламентот. Мисли да е Потребен е диалог кој ќе овозможи опозицијата се врати у парламентот. Значајно е на изборите да учествуваат сите партии. Верувам во мудростта на македонските политички водачи и дека политичките водачи се свесни дека луѓето се тие што ќе дадат мандат на наредната влада која што ќе преземе наредни чекори. Според првиот човек на македонска дипломатија, Антонио Милошевски, политичкиот диалог во Република Македонија е важен за угледот на Македонија во очите на европската јавност. Република Македонија ја доби препораката од Европската комисија за почеток на преговорите за членство врз основа на исполнети политички критериуми. Исполнетите политички критериуми значат нешто повеќе и имаат исто така своја основа и во реформските постигнувања на земјата. Но во секој случај еден од основните политички критериуми според моделот на европски демократии е функционалност на легитимно избраните институции. Во случајов се работи за собранието, која е една од, би рекол, стожерна институција за парламентарната демократија во Република Македонија и незината функционалност во многу значи за критериумот исполнување на политичките услови за отпочнување на преговори, така што сметам дека бојкотот на опозицијата на Македонското собрание не оди во прилог на зачувување на нивото до кое бевме стигнале согласно извештаите на Европската комисија од 2009 и 2010 година. Жбогар е оптимист дека за кратко време може да се реши грчко-македонскиот спор и Македонија да направи голем чекор за отпочнување на преговорите со Европската унија и влез во НАТО. Je pa verjetno priložnost ravno takoj po volitvah, potem ko bo nova vlada imenovana, da si to postavi kot Затоа реков дека по изборите, по именувањето на новата влада, една од приоритетните задачи треба да биде токму решавање на овој проблем, бидејќи со решавањето на тој проблем ќе се овозможи и решавање сите други проблеми поврзани со ЕУ и НАТО. Македонија гледе Европска унија и НАТО. Во врска со ово прашање, министерот Милошевски уште еднаш ја истакна заложбата на владата и во време на предизборна атмосфера да се преговара за решавање на прашањето во врска со името Македонија, наметнато од нашиот јужен сосед. Во Република Македонија се уште немаме официјален датум кога би се случиле предвремените избори. Тоа е првиот факт. Вториот факт е дека во овој период, како што истакнав, подготвени сме, доколку има расположение во официјална Атина, да ја продолжиме комуникацијата на нашите овластени представници под покровителство на амбасадорот Немец со цел продолжување, напредок и евентуален позитивен исход на македонско-грчкиот диалог. Без разлика каков ќе биде резултатот од изборите и кога тие ќе се одржат, македонско-грчкиот диалог е константа што треба и мора да се одржи и владата има политичко расположение да действува во таа насока. На средбата, двајцата министри, како што истакнаа, разговарали за регионалните случувања, каде констатирале дека Македонија и Словенија имат многу блиски ставови. Двете страни додадоа дека опозицијата на Македонија треба повеќе да се истакне во рамките на Европската унија.